Прво, добро вечер од студиото на телевизија Нова. Јас сум Билјана Василева Трендафилова и со ова го означувам стартот на новиот медиум во Македонија. Кога веќе човек е подготвен на таков предизвик, на таква улога која што ми беше доверена од страна на менеджментот на телевизија Нова, беше лесно, креативно и возбудливо да се создаде одличен тим, да се креира медиум кој што ќе одговори на современото време. Предизвик е секогаш кога почнеш од ново. А предизвик е посебно во ТВ Нова, да почнеш бидејќи самото име значеше дека нешто ќе биде нешто ново. Да се влезе во една телевизија каде што ти вела дека ќе има 24 сата вести, дека цело тоа случување ќе се одвива во живо, дека ќе има многу линковски вклучувања, нема да има премногу монтирани прилози, дека ќе се следат сите оние работи што сте важни за граѓаните, дека ќе ги известуваме, ќе ги информираме. Мислам дека нема новина што би ја додел на еден таков предизвик. Тимот на телевизија Нова сакав да има луѓе, новинари кои ќе бидат креативни, амбициозни и кои ќе бидат подготвени да одговорат на тие што ги велиш 16 часа жива програма. И што мене особено ми се допаѓа и го нагласувам и на интерните состаноци, е тоа што ТВ Нова е навистина прва и на домашната и на меѓународната сцена со камера. Значи, ние сме побрзи од порталите во овој момент на домашната сцена, а надвор немаше место што беше актуелно во светот, како светски настан, дали беа терористичките напади, дали беше државниот удар во Турција, Брисел, Лондон, каде што ТВ Нова не е. Мислам дека тимот е одличен, совршено избран, а оние кои што дојдоа млади и кои што немаа искуство се вклопија веднаш. Се плашев на почетокот како ќе се снајдат затоа што во Македонија нема многу искуство и новинарите немале каде да стекнат искуство да работат постојано во живо. Најпрво се делат настаните, уште од вечер, тоа што го носи денот не може да се избегне, мора да се сними се и да се уфати се. Не можеш да знаеш на кој настан може да биде веста, секаде може веста да се појави, наше да ја снимиме и да ја препознаеме и да ја спакуваме и да ја емитуваме. Најчесто дискутираме за дневните настани, за темите, дебатираме и за политичката состојба, но пред се гледаме да го креираме и поставиме денот на цврсти темели, да одредиме која ќе биде нашата тема, која што дента ќе обработуваме, дали ќе истражиме некоја нова информација. Таква една ситуација беше и земјотресот кој што мене лично ме затекна овде на оваа позиција во студиото во 3 часот и 15 минути кога беше оној силниот. Тимот ја прави една телевизија, тимот е млад, амбициозен, но од друга страна и професионален. Тука имаме врвни професионалци кои несебично се вложија и посветија многу труд и енергија. Во истиот момент кога почна да тресе, бидејќи сепак ова е сценографија, почна буквално 7 мрда да паѓа делови од сценографијата. Можам да кажам да новинарскиот тим дека секако сум многу горда што заедно со нив успеавме да создадеме медиум кој што е уникатен и можеби единствен во Македонија со овој тип на програма. Ме прашуваат од режија, ги слушам во слушалката што да правиме, во тој момент само ја дигнав главата да видам дали некој од рефлекторите може да ме удри по глава, да не погинам глупаво што се вели кога веќе сум во студиото и тогаш одлучивме сите да останеме и да продолжиме да ги информираме граѓаните од лице место во истиот момент. Треба да продолжиме по истата патека, веќе сме консолидирани на некаков начин, ги прележавме сите детски болести во оваа година, тоа беше навистина тежок и макотрпен процес кој некои телевизии и медиуми го поминуваат со години, ние го успеавме да го поминеме во само една година. Сега имаме уште поголема тешка задача и обврска за да покажеме и понудиме некои нови информации. Секако и на почетокот на кога стартуваше телевизија Нова пред точно една година, сакавме многу повеќе време да одвоиме за оние бизнис информации од областа на економијата, но успеавме во сегментот на вестите, а на долгорок сакаме да направиме една издржана, една добра економска емисија како што е стартот на Бизнис навигатор, но сепак да имаме многу повеќе анализи, теми, гости и истражувачки истории.